Македонија. Се надевам дека и денеска сте подготвени за некои 40 минути забава, надмудрување, секако и тестирање на нашето знаење. Започнуваме со денешното издание на Листа за 300. А како и секогаш, така и денеска прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. Ќе ве замолам да ги поздравиме Мајк и Филип. Повелете. Како си, Мајк? Одлично. Здраво. Како е Филип? Добро, одлично. Расположени денеска за игра? Ова ми Секогаш. знаев, ова ми е стандард прашање со кој што накај да го кршиме мразот, иначе знам дека сте спремни, ај да не сте, веќе немате излез. Тоа е тоа. Тука сте. Ама за вас двајцата не се ни сомневам. А минатиот пат задоволни од тоа како поминавте? Мора да видиме. Поише не може да сакам. Точно така. Денеска атекуваме повторно на максимален учинок. Зависи од темите, од противниците. Ние се надеваме. Така. Ама ќе целиме кон тоа. Така. Имате нови противници, млади противници. Ќе видиме денеска за прв пат, ако не се лажам, во Листа за 300, што значи сите заедно. Денеска ќе ги запознаеме, а вие ќе треба нели со нив да се надбудрите и да побарувате. Домакини, не би ви одземал повеќе внимание, да не сакате да поздравите, некој нешто да додадете. Па еве, кога прашуваш, поздрав до сопругата, до децата, до фамилијата и до сите гледачи. Поздрав и од мене до целата фамилија на Филип, да сте живи здрави и секако и на мајки, сите останати гледачи. Домакини, ваша домакинската кабина, па да започнеме. Повелете. Фала. А тука во нашето студио се и нивните противници. Денеска улогата на предизвикувачи и припадна на Бојан и Андреј. Повелете. Бојан, здраво. Андреј, здраво. Здраво. Како сте? Супер. Добро. Ако не се лажам, за прв пат сте во Листа за 300, така? Да, добро. Чија беше иницијативата да се пријавите? Па моја беше. Да, браво се. Ајде да ве запознаеме на брзинка. Нема да ве прашувам. Точно споделете информации кои што сакате, за да ни кажете кои сте, што сте. Како сте? Јас сум Бојан Смилевски, имам 19 години, доаѓам од Прилеп и сум 4-та година средна во медицинското училиште со Ѓорче Петров. Супер. Значи се 4 години медицинското училиште? Да. 4, добро, средното, да. После факултетот е 5-6, колку му доаѓа? Да. И специализација. Океј. Планираш да продолжиш медицина понатаму да студираш или неки Тешко. други планови имаме во животот? Ќе видиме, има време. Така е. Па и не мора да си, нели, доктора да си поврзан и понатаму со медицината, нели, постојат и други сектори и бизнис сектори каде што се парите и така натаму, нема да се мешам во тоа. Андреј, Здраво, јас сум Андреј Тарасовски, имам 19 години, доаѓам од Прилеп. Учам во Релистеристички Ричко и сум графички дизајнер. браво, баш ми е мило. Ај може и ќе ти седам за соработуваме. Ајде, може. Секогаш по потреба сме во потрага по графички дизајнер добар. Мило ми е. Ете ги новите познанства што се случуваат тука во Листа за 300, кои што можете ли да продадете и со нешто повеќе понатаму. Затоа пријавувајте се. Бојан и Андреј, не би ви одземал повеќе внимание, кажете ми како сте со возбудата, трема нешто такви работи? Малци има. Кога ќе влезете во кабината, ќе заборавите на се, веруете, моментот кога ќе почнеме веќе се е поинаку. Мене ми е важно да се сконцентрирате на темата и на тоа да бидете фокусирани на тоа да размислувате и да комуницирате меѓу себе. Не може да ве слушнат кога ќе бидат лицитациите, кога се одговорите. Зборувавме претходно, попаметно е да се комуницирате за да не направите некоја грешка. Тоа е тоа. Со среќа да не сакате да поздравите некој, чек. И тоа уште. Да нима... Семејството, пријателите, гледачите и Роберт Аризанковски. Што е Роберт? Другарче? Близок другар, да. Требаше и Роберт да дојде, може би тука и нареден пат. Да, се Исто надевам. фамилијата, пријателите и гледачите. Од мене голем поздрав до вашите фамилии. Исто така можете и останатите членови да се пријавите. Ги пуштите најмладите сега да изгорат тука. Па да видат и они дали да се пријавуваат. Филип, ова Бојан и Андреј. Со среќа во продолжение, почнувате како предизвикувачи, да видиме како ќе одат работите понатаму. Ваша е предизвикувачката кабина. Повелете. Мајки Филип, односно Бојан и Андреј, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги проверим истите дали работат онака како што треба, за да си продолжиме понатаму без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Бојан и Андреј, дали се слушаме? Да. Да. Се е доволно гласно, така ако имаме некој технички проблем понатаму,
чукна стаклото или врат отворете, викнете за да го решиме одма. Договорено? И уште еднаш вас тоа што заборавив да ви кажам, доколку нешто не е јасно да ме прашате. Важи дали не сте ме слушнали убаво, дали е нејасно, што и да е, прашајте. Сега ќе слушаме и вашата кабина. Да, провериме кабината на домакините. Мајки Филип, како сте? Се слушаме. Уживаме во музиката. Да, мило ми е што се допадна музиката и за тоа исто така можете да реагирате ако нешто не ви одговара, лошо ви влијае нели на амбиентот. Музичка желба може. Може. За дел од освоените парични средства. се. Може да започнеме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, кабините се одлични, предизвикувачите се расположени, домакините се расположени, плюс да зелено светло за старт, па ајде да започнеме. А како и секогаш така и денеска започнуваме со првата лицитација, односно првото надавање. Темата за истото гласи. Зборови кои ја содржат самогласката е. Извор, македонскиот дигитален речник. Бараме зборови кои од самогласки ја имаат само буквата е, и тоа најмалку 2 пати. Зборовите не смеат да содржат други самогласки и мора да имаат најмалку 4 букви. Се прифаќаат сите видови зборови. Буквите е може да бидат било каде во зборот, но внимавајте, не се признаваат зборови што завршуваат со ње, односно њ и е, затоа што така ќе ги има премногу. Стандардно не се признаваат лични географски имиња на народи, кратенки, компании и така натаму. Мајки Филип, дали не е јасна темата? Ќе повторам уште еднаш. За букви било колку не е... 4 најмалку. А 4 Најмалку 4. Најмалку 4 букви, 4 натаму и да не завршуваат на ње. Добро. Тоа се, иначе и да биде овакво, најмалку 2 пати нели да има е во зборчето. Бојан и Андреј, дали ни е јасна темата? Да. Ја за секој случај уште еднаш ќе го прочитам објаснувањето, се со цел нели да не направиме некоја грешка. Бараме зборови кои од самогласките ја имаат само буквата е и тоа најмалку 2 пати. Зборовите не смеат да содржат други самогласки и мораат да имаат најмалку 4 букви. Се прифаќаат сите видови зборови. Буквите е може да бидат било каде во зборот, но не се признаваат зборови кои што завршуваат на ње. Затоа што така ќе ги има премногу. И добро знаете, тоа не се признаваат лични географски имиња на компании, кратенки и така натаму. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Моментално во таа улога се Бојан и Андреј. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Бојан и Андреј, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 12. 12. 13. 13. Колку има? 13. 14. 14. 16. 16. 17. Едно повеќе 17. 18. 18. 19. 19. 20. Стигнавме до 20. 21. 21. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме Бојан и Андреј дали доволно надававме во оваа ситуација. Баравме зборови кои ја содржат само самогласката и рековме треба да има најмалку 2 пати во зборот. Зборот е од најмалку 4 букви и не смее да завршува на ње. Тоа се оние правила кои што треба да ги запазиме. Во игра се сите видови на зборови, па кога ќе бидете подготвени, мајки Филип, слободно започнете. Бде. Бде. Така е. Песен. Бесен. Така е. Бреме. Бреме. Точен одговор. Бедем. Бедем. Така е. Белец. Белец.
Може? Да, беле. Вечер. Вечер. Така е. Време. Време. Точно. Грее. Грее. Така е. Денес. Денес. Така е. 9. 9. Така е. Жнее. Жнее. Жнее 11 точен одговор. 10. 10. 12. 10. Така е. 90. 90. 90. Така е. Лелек. Лелек. Така е. Леле. Леле. Оф, леле. Така е. Мече. Мече. Така е. Мене. Мене. Точен одговор. Тебе. Тебе. Себе. Себе. Така е. Кебе. Кебе. И последниот. Бебе. Бебе. Мајки Филип, без некој поголем проблем, ги пополнивте овие 21 поле со точни одговори, односно со зборчиња од најмалку 4 букви, кои што ја содржат најмалку 2 пати буквата Е и не завршуваат на ње. Браво, честитки за првиот освоен поен. Знаете дека имаме уште една лицитација, затоа останете сконцентрирани, не се опуштајте премногу. А Бојан и Андреј, можеби требаше уште малце да надаваме, иако добив чувство дека и да надававме до 50, некако им се погоди темата на мајки на Филип. Барем такво чувство оставија до 21. Можеби нагло се ќе останеа без бурчиња, ама не верувам. Било ми е што пробавте, можеби треба уште малце похрабро во продолжение. Видете сега резултатот 1-0, но тоа не мора ништо да значи. Имаме уште една лицитација, доколку ја добиете оваа, ќе бараме пресврт на пенали. Со среќа во продолжение, не се нервирајте и очајувајте, останете фокусирани, концентрирани. А зборови кои ја содржат само самогласката ето, потоа ветерче, гелендер, гепек, дебел, девер, деец, дејче, потоа елек, еден, ендек, ерес, ерген, желе, зелен, зелје, мезе, север, севте, добро, фенер, чесен и така натаму, има доста зборчиња. Како што реков, втората лицитација, она лицитација која што ќе одлучи дали ќе одиме на пенали понатаму и така ќе го бараме денешниот победник или пак директно ќе се преселиме тука на главната сцена за да дознаеме темата од нашата листа. Но да одиме се со ред. Темата за втората лицитација гласи: градови во Европа со интернационален аеродром. Бараме имиња на градови од Европа во кои во овој момент има активен меѓународен аеродром. Во некои градови има повеќе аеродроми, но секој град можете да го кажете само еднаш. Секако, ако во некоја држава има повеќе градови со вакви аеродроми, сите тие градови можете да ги кажувате. Мајки Филип, дали не е јасна темата? Да. Значи било кој град со интернационален. Да, што има, ги има многу, нема потреба нели да ви кажувам. Бојан и Андри, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Бојан и Андреј. Ќе ве замолам повторно да исклучиме домакинската кабина, а Бојан и Андреј, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 5. Започнуваме со 5. 25. 25. 26. 26. 28. 28. 30. Заокружуваме на 30. 35. 35. 40. 40. 45. 45. 46. 46. 50. 50.
51. 51. 55. 55. 56. 56. 57. 57. 58. Едно повеќе 58. 60. Стигнавме до 60. 61. 61. 67. 67. 67. 68. 68. Нормално 69. 69. 70. 70. 75. 75. 76. 76. 77. 77. 78. 78. Дали одиме кон нов рекорд во надавање? 80. Стигнавме до 80. 81. 81. 85. 85. 86. 86. 88. 88. 89. 89. 90. Заокруживме и стигнавме до 90, можам слободно да кажам нов рекорд во листа за 300 кога станува збор за надавањето. Деведесет 91. 93. 93. Mi се допадна на Бојан аргументот. 95. 95. 97. 97. 100. И одиме на 100. Одиме на 101. 101, 101, 101, 101 и одиме на 101. Се осеќам како на лицитација да сум веќе. 101 еднаш. 101 два пати. 101, 101, 101, дали одиме на 102, дали одиме на 102, дали одиме на 102, 103, 103, дали има некој за 102, дали има некој за 102, 103, дали има... Одиме, 101. 101, 101, 102. 102. Чекај, на 101, 101 уствари бркавме, да. Извини, 101 или 102? 102. 102. 103. 103. Некој одговара. Да одговараат. Мајки Филип. Филип ги засука и ракавите, дај ке ви треба за 103 одговори. Ова се најмногу одговори до сега што биле побарувани од кога е започнато со, како да кажам, со листа за 300, па до сега. Честитки и со среќа. Ајде. Ајде одиме. Скопје. Скопје. Точен одговор. Охрид. Охрид. Исто така точен одговор. Солун. Извини. Солун. Солун. Македонија се вика. Така да. Атина. Атина. Точен одговор. Хераклион. Хераклион, така. Добро. Родос. Родос. Така е. Скијатос. Скијатос. Така е. Крв. Крв. Или Корфу, како и да. Да. Точен одговор. Како кажа. Родос го кажав. Тирана. Тирана. Така е. Софија. Софија. Така е. Варна. Варна. Точно. Бургас. Бургас. Така е. Пловдив. Пловдив. Така е. Истанбул. Истанбул.
Точен Да одговор. прашаме, азијскиот дел на Турција може ли? Ја како може, зашто се смета за европска земја, нели? Добро. Анталија? Анталија. Така е. Измир? Измир. Точно. Анкара. Анкара. Анкара, сега да. Точно. Бурса? Бурса. Така и Бурса. Конја? Извини. Конја? Коња. Така е. Букурешт. Букурешт. Така е. Ниш? Ниш. И Ниш е точен одговор. Приштина? Приштина. Така е. Белград? Белград. Точен одговор. Сараево. Сараево. Така е. Дубровник. Дубровник. Така е. Сплит. Сплит. Точен одговор. Загреб. Загреб. Така е. Риека. Риека. Точен одговор. Љубљана? Љубљана. Точен одговор. Клуш на Пока? Клуш. Клуш. Или Клуш на Пока? Така е, точен одговор. Будимпешта. Будимпешта. Така е. Милано? Милано. Точен одговор. Венеција? Венеција. Тревизо. Тревизо. Така е. Верона. Верона. Така е. Торино? Торино. Точен одговор. Дженова. Нова. Само така е. Бергамо. Бергамо. Така е, точен одговор. Болоња? Болоња. Точен одговор. Фиренца? Фиренца. Стигнавме до 40 одговори. Може ли? Може, може. Парма? Парма. Точен одговор. Бари? Бари. Така е. Рим? Рим. Неапол. Неапол. Точен одговор. Палермо. Палермо. И Палермо е точен одговор. Катанија. Катанија. Катанија точен одговор. Ајачио? Ајачио. Ајачио не понемо на парка. Така е. Каљари. Каљари. Точен одговор. Братислава? Братислава.
Салцбург има така се. Точен одговор. Виена. Виена. Сме на пол. Точно на пола сме. Салцбург. Салцбург. Сам Базел. 4. Точен одговор. Базел. Базел. Тоа е меѓу 3 држави се дели. Да. Цирих. Цирих. Точен одговор. Ница. Ница. Точен одговор. Лион. Лион. Точен одговор. Марсеј. Марсеј. Така е. Тулуз. Точен одговор. Бордо. Бордо. Точен одговор. Страсбург. Страсбург. Така е. Луксембург Сити. Луксембург Сити. Така е, Луксембург Сити. Е точен одговор. Париз. 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 62 Брисел. точен одговор. Брисел. Брисел. Така е. Шарлероа. Шарлероа. Тоа е мал град јужно од Брисел, тука на близу границата. Добро. Шарлероа, точен одговор. Амстердам. Амстердам. Така е. Айнховен. Айнховен. Берлин. Берлин. Така е. Минхен. Минхен. Меминген. Како извини? Меминген. Меминген. Меминген, да. Тоа е Меминген. одма близко Минхен. Точен одговор. Хамбург. Хамбург. Така е. Хановер. Хановер. Така е. Келн. Келн. Точен одговор. Дортмунд. Дортмунд. Со Дортмунд 73 точни одговори. Штутгарт. Штутгарт. Франкфурт. Само Штутгарт, така е, точен одговор. Франкфурт. Така е. Лајпциг. Лајпциг. Дрезден. Лајпциг, точен одговор. Прага. Прага. Така е. Краков. Краков. Точен одговор. Варшава. Варшава. Или Варшава, се едно. Така е. Рига. Рига. Точен одговор, 80 со Рига. Кишинјев. Кишинјев. Кинишев. Така. Никош не можам да ги изговорам правилно. Така е, точен одговор. Вилнус. Вилнус. Точен одговор е Вилнус. Талин. Талин. Така е. Киев, дали го кажавме? Не. Киев. Киев. Точен одговор. Москва. Москва. Така е. Санкт Петерсбург. Санкт Петерсбург. Хелсинки. Хелсинки. Хелсинки, точен одговор. Стокхолм. Стокхолм. И Малме. Стокхолм е точен одговор, потоа Малме. Така е. Копенхаген. Копенхаген. И последните 10 почнуваме да ги кажуваме. Осло. Осло. Гетеборг.
Гетеборг. Така е. Еде, сега одиме со Манчестер. последните 10 уствари. Манчестер. Така е. Dublin, Даблин. Лондон. Даблин точен одговор, потоа Лондон. Знаеме дека е точен одговорот. Glasgow, Глазгов. Edinburgh, Единбург. ...130, да. Madrid, Мадрид. Така е. Barcelona, Барселона. Така е. Palma de Mallorca, Палма де Майорка. Точен одговор. Валенсија, Валенсија. мора да сега. не тато. Така е, точен одговор. Порто, Порто, рековме? Порто во Португалија. Да, Порто. Ова ни е, ќе ни биде 101. Така, Лисабон. Лисабон. Не знам уште колку има. Со Лисабон 102 точни одговори. Уште еден? И уште еден кој ќе биде последниот, 103-тиот. Лага летото, тука мало. Е, Birmingham е нека биде. Бирмингем. Peaky Добро. Blinders. Ајде да видиме последниот, Со да него видиме летале. 102 кажани одговори точни. Така е. Бирминген 103-ти точен одговор. Мајки Филип, секоја чест, немам што да замерам, ниту за Бојан и Андреј, похрабро од ова мислам дека не можеше да се игра, но едноставно, ќе кажам така, нема среќата, ги има за противници Мајки Филип денеска кои што беа ултра расположени за игра. Секоја чест ќе се видиме тука на главната сцена. Филип денеска кои што беа ултра расположени за игра. Секоја чест ќе се видиме тука на главната сцена. Бојан и Андреј. Сериозно, дечки, немам никаква замерка за вас, само ми е криво зашто, како што рече Бојан, во една ситуација не стигнавте да одговарате, да дослушнеме, нели, вашето знаење и вие да осетите атмосферата, енергијата, за да биде се полесно за понатаму, но очекувам повторно да се вратите тука, зашто, нели, баш како што кажавте, треба да покажете што знаете и верувам дека и резултатот ќе биде поинаков наредниот пат. Со секое доаѓање тука, верувате, искуство плюс се станува и полесно за да се изреализира кога ќе влезете, нели, во кабините. Многу ми е жал што вака заврши целата работа. Се надевам, искрено се надевам дека за кратко време во блиски днина повторно ќе се пријавите и повторно ќе се дружиме во листа за 300 со целосно поинаков крајен резултат. Но за жал сега морам да ви кажам чао. Нема да ги читам оние аеродроми кои што можеа да ги кажат, но не ги кажа нашите надпреварувачи, зашто искрено не ни знам кои веќе останаа да не се кажат, но можам само да ги повикам Мајки Филип да ми се придружат тука на главната сцена и да ги сочиме со темата од нашата листа, што ќе направат, ќе дознаеме сите заедно, затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Мајки Филип се повторно тука со мене на главната сцена и сега ќе ги сочиме со темата која што ни е подготвена тука, која што може да им донесе и парична награда. Пред да го направиме тоа, на брзинка да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, која е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме онаа максимална парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 и за 15 одговори ви следуваат 300 евра. Нема да ве држам повеќе. Веднаш се селиме на темата. Може? Сакаме да гледаме филмови? Па, сака. Зависи како. Да, зависи какви македонски убави филмови. Слушајте, добри вие драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема. Играни филмови со Петре Прличко, Дарко Дамески или Ристо Шишков. Извор сајтот на ИМДБ. Бараме играни филмови во кои играле барем еден од овие наши славни филмски актери. Петре Прличко, Дарко Дамески или Ристо Шишков. Секој филм можете да го кажете само еднаш. Мајки Филип, Што е за да види мачката увреди? Тријанет.
сум сигурен. Мис Стоне е точен одговор. Крвава свадба биле глума. Ајде, на добар пат. Македонска крвава свадба. Македонска крвава свадба. Да сакаш. Така е. Волчјан ноќ. Волчја ноќ за 50 евра. Добре, три биле се сакам дека мораш утре по еден филм годишно се снима, мораш да го... Волчја ноќ, точен одговор за 50 евра. Честитки, што правиме за понатаму? Идеме. Ајде, дојдем. Црно семе. Црно семе. Црно семе. Така е, точен одговор. Фросина. Кој биде петиот одговор? Ај, Фросина. Фросина. Стана збор за првиот македонски филм, така е. Точен одговор. Бојат, не знам дали глумеше. Бојат. Јат. Јад. Јад. Точно така и јад е точен одговор. Шести точен за 100 евра. Честитки. Ова. Што правиме за понатаму? Да подразмислиме сега. Ајде, подразмислете. Црвениот конј. Ова валја глуме во големата вода. Понате да. Кој има другата? Тој е понов сека на 49. Дарко Дамевски, Прличко, Прличко и Ристо Шишков. Манданата беше овој беше. Не, тоа е серија, не е филм. Имате нешто на лагерче? Па црвениот конј. Добро. Тоа е. Се мислиме за чекај, преку езерото не изглумиш. Преку езерото. Ево тој филм. Чекај, не беше тој што не никој рестана скрште. Он беше. Не, црвениот конј. Денови на искушение беше. Денови на искушение. Мора да има. Ако мислиш веќе повеќе. Денови на искушение да идеме. И денови на искушение. Ти сега чекаме еден од мене, а? И црвениот конј. Црвениот конј и ајде да ви асоцирам не Републиката во поплава. Пламен. Републиката во пламен, да. Манданата. Републиката во пламен. Републиката во пламен, Република во пламен. Така е. Црвениот конј. Црвениот конј. Така е. Денови на искушение. Денови на искушение. Денови на искушение за 150 евра. Девети точен одговор. Браво за Филипи. Браво за Мајк. Нема проблем. Што правиме за понатамо? Па, ајде да оставиме за понатака. За следниот пат, а? Да има нешто и за тогаш. Не умори градовите. Не да умори секоја чест. Секоја чест 103 За точни Битола одговори. само се мислев, нама. За Битола? Да. Ништо, може би наредниот пат кога ќе поставиме оваа тема, ќе биде ситуацијата таква. Филип и Мајк, одлична партија денеска, немам зборови, што повеќе да кажам. Може би парите требаше да се повеќе за целата мака која што нели денеска низ која што поминавте со тие 103 одговори. Со тоа би завршили на мој огромно задоволство, знаете и самите се гледаме во последното издание на нашиот квиз на брзинка еве да ги прочитаме оние најпознатите, најзвучните имиња, дека доста филмови имаат снимено тројцата заедно. Петре Прличко, тука ги имаме покрај оние кои што ги кажа, Фросина, Волчјано, ги имаме Денови на искушение, до победата и по неа, Жет, Македонска крвава свадба, македонски дел од Пеколот, Мементо, Мистон, Мирно лето, Република во пламен, Солунски атентатори, Ужичка република, Дарко Дамевски, Александар
Време без војна, Исправи се Делфина, Истрел, Јад, Најдолгиот пат, Оловна бригада, Под исто небо, Црно семе, потоа Ристо Шишков, Битката на Неретва, Време води, Нели ти реков, Табакерата, Црвениот коњ и така натаму. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Во продолжение останете со програмата на ТВ Сител, чекайте го следното издание на нашиот квиз и никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!